Со нас вечерва и Таско ќе сподели неколку убави моменти кои што ги имал со нашиот драг и талентиран Андреј. Знам дека имаш многу да кажеш. Ќе те оставам прво, еве, од душа, кажи ни една реченица, па ќе почнеме со прашањата. Не знам како да го почнам целиот муавет, од проста причина што затекнат сум од фактот дека треба да правиме муавет за Андреј во минато време и да користиме беше. Меѓутоа јас ќе сменам малце тематиката и нема да зборувам беше и ќе зборувам во бил и ќе биде. Бидејќи јас не сметам дека човек од кога ќе почине дека е изгубено све за секогаш, туку напротив мислам дека тоа е смртта е еден начин да не кажам, ама ќе го кажам затоа што јас гледам на тоа така да остане вечно некој со нас и од нас зависи колку често ќе го спомнуваме и колку долго ќе остане сликата за него во нашите срца, умови и насекаде околу нас, така да Андреј беше, бил и ќе биде една личност и еден карактер кој што неретко се сретнува и еден човек со огромно срце и душа за животот и за луѓето во него и како таков мислам дека ќе биде запаметен од сите. Кога ќе помислиш на Андреј, која е првата слика што ти доаѓа во глава? Како личност, опиши ни го. Не можам, ја тоа и на сите им го кажувам, буквално самата слика и помисла на Андреј, одма ми доаѓа смеа и хумор и зезање. И он како што ме праша, виде се насмеав, колку и да ми е тажно сето тоа што се случи, јас за него се сеќавам во една таква позитивна, да не речам хумористична верзија на него, затоа што ти кажувам, пред се бил многу добар човек, бил многу весел човек кој го сакаше животот на хедониста во права смисла на зборот, не е битно со кој и не е битно кај, односно битно му е да си ти човек према него и он и он дупло ќе ти врати за истото. Беше многу човек кој што немаше влакна на јазик и не го криеше тоа ако некој не сака да биде со него, меѓутоа поради таа негова искреност мислам дека е возвишувано многу луѓе и буквално мене секоја ситуација што сум имал со Андреј ми почнувала и завршувала со смеење, така да ќе опамтам како таков човек и еве се смеам сега моментално и тоа што само на тоа ме потсеќа. Што мислиш дека го правеше така посебен како личност? Па тоа што најверојатно беше многу приземен, за разлика од многу луѓе на нашава естрада, беше доста приземен и доста прибран како човек, па ќе кажам, не ги делеше луѓето по социјален статус и по тоа каква улога уживаат во општеството, туку дали му одговараат на него. И мислам дека тоа го правеше многу посебен за разлика од сите други луѓе. И едноставно знаеше да и беше многу скромен кога е во прашање материјални работи, сакаше да ужива во добра пијачка, во добра музика, во убави луѓе, во квалитетна музика правам муаве, значи поред него имам дознаено многу артисти за кои што не сум знаел и жанрови кои никогаш ги немам истражено. И си го сакаше многу семејството и баш буквално поради тие некои работи можеше да се издвои од сите луѓе на нашата сцена и да го направи, мислам, толку едноставен, а толку убав за сите. Дали некогаш ти дал некој совет или ти кажал нешто што секогаш ќе го носиш во срцето? Може да карикирам сега, мислам, не беше тоа конкретно, знам, памтам се возевме на кај Тетово, идевме на кај Лазе во студио да снимаме. И баш влеговме во некои длабоки теми на муавет, каде што почнавме да правиме муавет, мене баш тогаш ми се роди Лукијан, некое време беше и тука бев тазе родител, он веќе беше во тие родителски води доволно влезен и памтам дека ми кажа, значи сега не е со конкретни зборови, меѓутоа памтам дека ми кажа дека се ќе помине, се ќе помине и децата ќе пораснат и кариерата ќе заврши и све, меѓутоа како човек и како душа треба да останеш чист и присебен, затоа што
тие работи ќе поминат, меѓутоа тоа што си ти како личност не може никој да ти го земе. Значи во тој контекст беше кажан муабетот и баш ете тоа е реалната слика за него каков човек беше. Значи буквално тогаш имав некои потешкоти да кажам во тие татковски води и баш тоа ми беше една од речениците која што нели те враќа назад и те потсеќа дека уствари се поминува, само ти како личност не смееш да се изгубиш затоа што поред тебе може све да се сруши. И баш во тој момент ми беше многу добар момент на буст на самодоверба тоа. Отидовме во студио, пивнавме по некое пивце, се опуштивме, влеговме јако и направивме тоа што направивме. Ако би можел да имаш уште една вечер со него, каде би ја поминале таа вечер? Иако престанав да пијам, со него би поминал во едно убаво кафанче во Бардовци. Тоа беше едно од омилените места кај што знаеше. И впрочем таму и се запознавме на снимање на еден нивни спот на ДНК, кај што ја требаше да бидам статист, ама на крај испаднав нешто повеќе од статист, и тоа што фрливме по некоја плюс со него и се убивме од смеење. Би отишол пак на тоа место и би си седеле така кога би знаел дека тоа би била нашата последна средба, би ја поминал таму затоа што знам дека сигурно ќе останеме до саба или нема да отиде на тоа место каде што отишол. Таско, ти благодариме многу за оваа доза на позитивна енергија во овие тешки моменти и што си го отвори срцето и искрено ни зборуваше за нашиот драг Андреј. Фала ви на поканата, со задоволство ја прифатив, знаејќи дека ќе направиме нешто за Андреј кое што ќе го паметиме и ќе остане за наредните генерации да знаат каков човек бил и сакам да им посакам побрзо закрепнување на сите повредени од овој немил настани. Тоа е, нека почиваат во мир.